Случајот го знаете сите. Барав простиот пат на простиот прес, барав, значи, коректно да биде и фер демократски избори. Министерот, затоа што ми обеќа пред тоа дека нема да гледа дали е социјалдемократски сојуз, дали е сојуз на ромите, нема да гледа никого, ќе гледа по правилен пат оној што ќе погреши, значи да се спроведе против него, зависи каква мерка према кој прекршок ќе го направи. Значи, ние наша страна, ни таа. Но не се деси тоа. Се деси, значи, тој е министер на сите граѓани на Република Македонија за внатрешни работи, а не е министер само на Социјалдемократски сојуз. Партиски е одлуката донесена и монтирана. Значи, монтирано е, имаме докази за монтажава, што ќе ви доставиме документ да видите што се случува. На вчерашниот прес кажува дека Елвис Бајрам со 6 луѓе бил и ги нападнал луѓето. Значи, тоа е лага. Недобра извршена истрага, монтиран случај. Елвис Бајрам е градоначалник актуелен и кандидат за градоначалник во овие избори за идните 4 години. Тука со него на таа агенда беа советниците од општината, кои се кандидати и сегашни советници си имаа своја агенда. Директорката на градинката беше, директорот беше со него од браќа Рамис Камит, од основното, и други членови од Сојузот на ромите, кои заедно шетава од куќа на куќа. Значи, знаете дека таа агенда, кампањата постои, а не отишол Елвис со 6 души да ги нападне некого со тоа. Не да мислел дека ќе нападне, ќе тепале, ќе правеле или со нешто. А не со секири нападнати, значи со секири нападнати, со шипки нападнати, со тие работи и каде му е на министерот грешката. Министерот не си ја знае својата должност као министер, првенствено. Јас го познавам добро како пратеник од собрание, колега ми беше, не ги знае членовите, првенствено, член тој, член овој вика, тоа проверите, ќе видите дека не е уредо. Значи, тој министер за мене цело сценарио е преку него. Министерот е уклучен тука е уклучен Заев, тука е уклучен Неждет Мустафа, бившиот министер за овој безресорт и Куцо Дудуш со заедно пратеникот кој е сегашен кандидат и уклучени се комплетно од општинскиот огранот на Социјалдемократски сојуз. Имаме потврда, вчера искочи министерот, ги окривуе, ова што кажав, 6 души од наша страна, и го окривуе градоначалникот на општина Шуторизари, дека општа тепачка ја крстат, а со секири, со шипки, тоа е обид на убиство. А не е ова, значи, како ми одговара, така ќе пишам. Што се деси? Вчера во Шуторизари Социјалдемократски сојуз се одржа митинг. На митингот позади Заев, така? И Шилегов. Истите луѓе со секира што го нападнава Елвис и другите луѓе. Позади стојат на бина и го обезбедуваат, значи, Заев, Шилегов,
Куцо Дудуш, Самка, тие позади нив. Имате снимки некој од тоа, видите на бина, а сега ние ќе ви доставиме по еден пример ако тоа и окружени се тие сторителите. Значи, ова е монтирана работа. Монтирана работа, пак кажувам, не е добро ова што е вака се дешава. Вака ли ќе ги водиме изборите во Република Македонија? Вака ако почнеме да ги водиме, значи нема да има избори во Република Македонија. Значи, јасно и гласно е, а ние за ова, јас верувам во јавното обвинителство и го повикувам јавното обвинителство да го испита добро случајот, затоа што Министерство за внатрешни работи, министерот лично ги монтира работите. Елвис Бајрам го извади од болница вчера со негов подпис, се наоѓа дома, ќе го лечиме по приватна база. Увидов дека монтирано е меѓу Министерството, комплетно внатрешни работи и уклучени се сите, комплетно со болницата, затоа што не дадова прием Никола Груевски да влезе на посета и јас, како татко. Не вратива, до врата дојдовме и не вратива назад. Се виде дека е монтирана работата, немам поверење, за да не му стават на синот мој нешто у тие лекарства, у тие инфузии, у тоа све, немам поверење, ќе си го лечам детето на приватна база. Лекарското уверење, отпусната листа ја земавме сега, викаат дека општа тепачка, фруктура пишуе, лекарското уверење сега ќе предадеме да ни го дадат, но ќе го однесеме уште у 3 институции снимките да ги направиме. Тука ни се, еве ги, од отпусната листа, снимката, едно пишуе на една страна на отпусната листа, а друго пишуе во сликата дека фрактура и во черепот дека има. Значи, у истиот документ две различни. На отпусна листа друго пишуе, а друго е овдека во снимката. Во друг лист пишуе. Значи, тоа, по моје гледање, се спаја работата, дека се монтира и сака да ја заташкаат работата. Нема да ја оставиме ова вака, ако треба и до Страсбург, и до сегде, и до Хаг, и кај било, секаде ќе ја тераме работата, но верувам во јавното обвинителство дека ќе се ја изврши својата работа и ќе почне од почеток да го испитува ова. Затоа, у 3 институции ќе го однесеме, 3 снимки ќе направиме, 3 снимки и ова е снимка што ја има нивната првата, све тоа одново се ќе направиме, значи да имаме, ако треба, и устранство ќе го однесеме, и од странство, кај било, дали у Бугарија, дали кај ќе биде, ќе однесеме, значи, нема да го ставиме ова вака. Немам поверење синот, значи, да си го оставам у болница, се плашам да не му направат нешто и да... Ние вчера чекавме у болница, од 12 до 5,5 монтажа е направено, у 17:30 тек го пуштаат, а денеска ни ја дават отпусната листа. Со подпис негов, да и сака да напушти, нормално јас као татко му реков, да искача, затоа што овде не ти е сигурна работата. Затоа што се работи за државна работа, државата е уклучена, власта е уклучена против ово. Политика од двете страни, спротивно се работи за политика и тука е целата работа. И јас, значи, нема да ја оставам, пак викам ова работа и ќе ја тераме као партија, као политика, ќе ја тераме дале. Еве, да видат кои се луѓето. Ќе биде подадено. Не, нека земат, може треба да снимаат таму. И ќе биде дадено плюс. И плюс по еден примерот ќе ви дадеме. Окружени се сторителите и ги гледајте што се дешава. Од тука вика ќе ги бараме, ќе видиме да се испита, тоа е улична тепачка, тоа и плюс окривен
прекршочно го прават Елвис Бајрам. Значи, тотална монтажа. Ја верувам во сите медиуми, јавноста да знае, да информирате дека ова не е уредно. Вака избори не се водат. Вака во Европа не се флегуја. Треба фер и демократски избори. И едно да ви кажам за синоќа, друго што се деси. Ние, ромите, сме граѓани и рамноправни како сите граѓани што постојат во Република Македонија. Вчера се деси во Шуто Ризари 700 полицајци, специјалци, од сите единици, секоја кривина окружена, по 5 дефендера на една страна, на друго, со комплетни 700 души, а на митинг немаше 200 души на митинг. Од тие 200, 100 деца беа непунолетни, 100, сега не можам тачно дали 200 или 220 или 180, просекот го кажувам 200, а 700 полицајци, цела Шутка окружена, секоја улица, секој вртене. Што замислуват со нас? Кој сме ние? Па ние не сме терористи. Ние сме граѓани и имаме право да учествуваме. И на денот на избори истото го прават. Зашто не прават у Прилеп? Зашто не прават у Битола? Зашто не го прават тоа кај што има митинзи на друго место кај што одат? Што е работа? Демократски. Нека дојдат демократски, нормално, пречекани се. Дали имало некој инцидент вчера? Јас 40 и неколку штаба имам, наредба како лидер дадов, секој во својот штаб да си седи, да се соберат, да си седат во штабоите и главниот штаб да биде затворен кај што го одржаваат митингот. Пред нашиот штаб 5 полициски, 6 полициски возила и полицајци стојат. Што има да стојат пред нашиот штаб? И јас многу културно, реков, затворите го штабот, никој да нема. Заврши митингот, после тоа сите штабови се собравме на едно место. И јас дојдов. Бев вчера на гости на ТВ Нова. После тоа дојдов во Шутка. Што да видам? Полиција врз полиција, специјалци, други, од сите структури што постојат на полиција. Па чекај, дали сме ние посебни луѓе? Ако од нивната страна Социјалдемократски сојуз организираат со секири, со шипки, со све што, ние не сме тие. Ние сме партија кој водиме толку време избори и увек фер демократски избори. И ќе наставиме све така, на тој начин, до крајот. Изволте ако сакате некој прашање. И едно заборав да кажам, ќе му барам, само момент, едно заборав да го кажам, главното, ќе му барам оставката на министерот токму за оваа работа, дека не знае да си ја врши својата работа во парламентот. Јас сум на боловајне, но ќе одам во собрание и ќе доставам, значи, оставка ќе барам и подршка ќе барам од пратениците. Јас сум во пратеничка група исто, имам своја пратеничка група и ќе барам подписи од пратеничките групи за оставка на министерот за внатрешни работи. Каква е состојбата сега официјално здравствената состојба на... Не му е добра, окото поча му потече, му се затвори окото. Левото око му се затвори денеска. Дома е. Не се наоѓа во добра состојба. Не е, све се не може да збори, ама има отоци и повремено така стревозен, уплашен, тоа и болки. Значи, не е тоа што го кажува. Да, околу здравствената состојба на вашиот син, ме интересира, споменавте за лекарскиот над, односно отпусната листа. На снимката, првичната снимка пишува дека е фактура на череп. Да.
А исто така, односно не интересира што пишува сега во лекарскиот наука. Кој е фактички Еве, снимите, видите. на докторите, каква му е состојбата? На отпусната листа друго пишува? Не. А на снимката друго. Да, може да... Можете да ги снимите слободно. Можете да ги снимите, ќе ви дадеме све снимите. И еве ви по еден примерок од сторителите. Еве ги од сторителите. Еве ги окружени се тука. Еве ги позади Заев. Еве ги позади Шилегов. Позади Самка и другиве. Тие со секеј. И гледате кај стојат. И што е кого бараат. Значи, ова е монтажа. Ова се луѓе нивни. Еве ги, доказ. Чист доказ. Вака ли држава ќе правиме?